Почитувани гледачи, наш вечерашен гостин е писателот Горјан Петревски. Ја погледавте шпицата на нашата нова емисија и сигурен сум дека препознавте многу ваши колеги и да ве прашам најдиректно и најотворено и сакам најискрен одговор. Дали ви се допаѓа оваа шпица и дали го доловивме амбиентот од друштвото на писателите, каде што сме ние членови со ова наша воведна шпица? Токму на тоа помислив кога ја видов шпицата, токму така препознав навистина многу наши колеги, пријатели, прекрасни писатели кои му дадоа белег на нашето живење и пред нас и по нас и се разбира ќе останат за секогаш. Мене ми е драго што сум гостин во оваа емисија и морам да ви кажам дека ви сте во вистинска телевизија на добар одглас. Јас се движам во кругови каде што забележуваат дека навистина се соочуваме со една извонредна телевизија која еве му дава белег и на нашето пишување, на нашето творештво. Ви благодарам за овие убави зборови на почетокот, а пред се ви благодарам што сте вечерва наш гостин. Ќе имаме 45 минути за разговор, за една писателска средба и за еден ваш творечки, авторски, креативен портрет. А тој портрет не би можел да биде комплетен, да биде целосен, ако не започнеме од Мренога. Што е Мренога? Јас само да им кажам на гледачите дека Мренога е Демирхисарско село, од каде што сте вие родени, и сигурен сум дека Мренога има пресудна улога и значење не само во вашиот живот, туку и во вашето творештво. Ајде да почнеме од Мренога. Од детството тогаш. Мренога е мој простор од каде што тргнав, од каде што почнав, кога заминував од родното село, знаев дека ќе заминам, но секогаш ќе се навраќам тамо, затоа што Мренога беше мојата инспирација, мојот порив во животот, мојот почеток кој навистина ме водеше на животот, низ животот, но никогаш не ме оддалечи целосно, така што јас и денес навраќам тамо, сега во последно време многу помалку, затоа што ни се разредчи семејството, но сите мои романи наназад пишувани ги почнував во лето, во родното село. Мренога е навистина еден простор кој е нераскинливо врзан и со мене и со моето творештво. Ајде малку јас да им објаснам на гледачите дека Мренога е едно од селата што се до Слоештица, ние како што велиме, односно до Слоештица, родното село на Петре Андреевски, тука и селото Вирово во Лавиниците. Ние сме меѓу двете села. Па тука доаѓа селото Жван, од каде што се Божин Павловски и Раде Силјан. И понатаму доаѓаат и другите демирхисарски села. Ајде, кога сме тука, веднаш едно прашање. Имате ли одговор на прашањето кое што често се поставува? Зошто најголем број писатели се од Демирхисар? На што се должи тој феномен? Па јас не можам да си го протолкувам, па веројатно, на што не знам, може би, еве, го спомнавме Петре Андреевски, меѓу првите автори. Петре може би не поведе сите нас да тргнеме по една патека која навистина е на света патека за Македонија, за нашиот народ, но и за нас самите. Петре е еден темелник на македонската литература. А и негови соселани, веднаш да кажеме дека се Јордан Плевнеш, Љубе Цветановски, нивниот брат Владо Цветановски. Да, Слоештица е едно село со богат дух. Ама тука и Мренога. Па сега да речеме Мренога, ние прекрасно се согласувавме со тие села околу нас и со Слоештица,
Петре не го прифати како Слоештица, ние затоа и Да, по него да. викаме Слоештица, Да. па и Вирово и Жван, тоа е еден простор така. кој навистина Моето благороден простор. Моето за следно творештво. прашање е исто така поврзано со вашето родно место, поточно со вашиот татко. Вашиот татко Грујо бил рудар и сакам вечерва да ве прашам, дали писателскиот занает барем малку е сличен со рударскиот занаетот на вашиот татко, бидејќи вашиот татко е тој кој што вас ве напоил, раскажувајќи ви приказни. И фактички тој е, во наводници, главниот виновник што сте вие денеска ова што сте. Најпознатиот, би рекол, најпопуларниот и најдобриот писател за деца и млади, но не и само за деца и млади, веќе сте писатели за возрасти. Но, само да кажам, дека целото ваше семејство и вашата сестра Краса и вашите браќа Благоја и Димитар и премногу ја љубеле литературата, книжевноста, а посебно вашиот брат Димитар, кој што се подпишува како Димитар Грумар и е одличен афористичар, исто така е познато име во новинарството и во писателството. Повеќе прашања ви поставив, ама проговорете за вашиот татко и за рударскиот занает. Еве ќе се обидам така накратко сето тоа да го се произнесам овде за татко ми, за семејството. Точно е тоа, татко ми како деца не ги носеше приказните од, не знам од каде ги носеше, дали од они во рудникот е макотрпна тешка работа, и творештвото е на некој начин раскопување. Татко ми никогаш не жалеше да оддели пари за книги. Татко ми постојано не насочуваше кон книгите, а пак мене имаше обичај од рударската библиотека, ми ги носи тогашните книги, јас се разбира, се соочував со литературата, со тие таткови приказни кои ме понесуваа. Ние не живеевме богато, но таа рударска плата, која добивавме секогаш на први во месецот, на почетокот од месецот, се справувавме со немаштијата во тие времиња, немало гладување, немало, барем во исхраната да се нема, ние секогаш успевавме да се покриваме, да направиме и нова куќа, да... Па имало и некој динар за да се купи и книга. Секако. Штом побарав книга, не само јас, сите мои од семејството, двајцата браќа и сестра ми навистина, ако не требаше книга, татко ми не жалеше никогаш пари за да оддели да се купат тие книги. Горијан Петревски. Сакам да ви оддадам признание, оваа година, додека нели луѓето се живи и здрави, вие доживеавте една ретка чест, една голема почест. Се покрена манифестација поврзана со вашиот лик и дело, токму во Мренога. Во насловот на таа манифестација е насловот на вашата прва книга Гороцвет. Ајде неколку реченици за оваа манифестација. Па пријатно ме изненади од моето родно село со таа манифестација. Се досети председателот на местната заедница во Мренога, Драге Пајковски, да покрене на манифестација која ќе биде врзана со моето име, но јас сум се уште здрав и жив. Ми беше нескромно да стои моето име во манифестацијата и реков дека ќе дадеме некое друго, ќе изнајдеме некое друго име и дојдовме до Гороцвет во Мренога. Книжевна манифестација или прекрасно име. Од кај ова
од кај дојде тоа име. Сопругата на председателов на местната заедница Виолета се досетила дека мојата прва книга Гороцвет, која овде ја нема, јас не ја донесов, е објавена во 1973 година и оваа година се совпадна токму со 50 годишнината од излегувањето на првата книга и мислам дека името е сосема добро одбрано. Таа манифестација ќе се одржува секоја година на денот Цветници, напролет. Кога има Гороцвет. Тоа е секогаш, има и Гороцвет и секогаш празникот Цветници е пред Великден во недела. Тоа ќе биде една манифестација која мислам дека ќе заживее на начин каков што доликува. Јас длабоко верувам дека таа манифестација ќе биде манифестација со век, со траење, но покрај Мренога има еден град кој што исто така има значење во вашиот живот. Тоа е Прилеп. Вие таму завршувате гимназија, но уште нешто друго. Вие во Прилеп играте фудбал и тоа играте за победа. Малкумина од гледачите сигурно знаат дека сте вие извореден фудбалер и дека всушност вие кариерата сте започнале како фудбалер и можеби едно влакно делело дали ќе бидете фудбалер или писател. Ајде малку за фудбалот. Ако почнеме за фудбалот, приказната, да не избегаме многу од приказната, пократко. Ќе биде, точно јас Прилеп го избрав како град во кој ќе изучувам гимназијата поради фудбалскиот клуб Победа. Во тоа време Победа беше голем фудбалски клуб. Во тоа време фудбалот беше во Прилеп религија. Ако успееш да се покажеш како добар фудбалер во Прилеп, те почитуваат. Но во исто време јас бев и член на клубот на младите писатели во Прилеп и никогаш литературата и фудбалот секогаш ми беа едно покрај друго и мислев дека ќе бидам и фудбалер и писател во тоа време. Се случи повреда? Повреда на ногата, но јас од Прилеп заминав, дојдов во Скопје, во Вардар како фудбалер. Сакајќи да се реализирам, една повреда на ногата ме оддели од фудбалот и точно во тој период почнав да ги објавувам првите раскази во списанијата за деца Развигор, Наш свет другарче и така од фудбалери во писатели. Морам еден момент да кажам, првиот расказ ми го објави писателот Глигор Поповски и кога ја залечив повредата, ме бараат и помалите клубови, а јас сакав да бидам голем фудбалер, не во тие помали клубови, но се колебав дали да прифатам некое место во овие наши овде скопски помали клубови, но писателот Глигор Поповски ми рече не, талентиран си овде и остани во литературата, фудбалот малку заборави го и така се случи јас навистина да останам во литературата, а потоа дојде и првата книга, ми ја објави неа писателот Видое Подгорец, она што ја спомнавме Гороцвет во 1973 година, но потоа беше и Васил Куновски, Киро Донев, сите тие ме прифатија навистина на еден начин кој ме понесе во литературата. Убаво ова што го спомнавме, Македонија изгуби еден извореден фудбалер, ама доби еден извореден писател. И мислам дека ништо не е всушност изгубено, но кога сме кај вашето пишување и вашиот професионален писателски ангажман, веднаш треба да кажеме дека вие бевте и новинар, и тоа новинар во македонската телевизија, во програмата за деца и млади, потоа работевте во редакцијата Детска радост при НИП Нова Македонија, но исто така пред вашето пензионирање и во просветно дело. Дали новинарството му помагаше на писателството или понекогаш и му пречеше? Какво беше вашето искуство? Па ако влезеш во телевизијата, ја засакуваш и тргнуваш по патот на камерата, снимаш емисии
но сепак 10 години телевизијата може би ми одзеде, ако не 10 книги, барем половина. Но во телевизијата нешто друго учев. Го учев преку играните емисии, диалогот. Ако ми беше диалогот во првата книга Гороцвет, малку, да речам, послаб во однос на другите книги, но во телевизијата јас го совладував диалогот во романите и сега велат дека во моите романи за тинеџери навистина диалогот ми е онака како што треба да биде во една книга за да биде жива, за да има динамика, зашто диалогот, преку диалогот многу работи се постигнува. Направивте, снимивте, подготвивте, реализиравте многу телевизиски емисии, многу телевизиски серии, потоа работевте во Наш свет, работевте исто така во Развигор, ја водевте издавачката дејност. Сакам да ве прашам. Вие денеска сте најпознатиот писател за деца и млади. И пред малку реков дека убаво е да ги спомнем и вашите претходници. Ја знам лично дека со голем број од тие писатели и лично другарувавте, но моето прашање е следно. Кој ви беше идол од писателите и уште нешто во врска со ова прашање? Дали треба литературата да се дели на литература за деца и млади и литература за возрастни, или станува збор само за литература, добра или лоша? Кога почнав да пишувам, јас бев единствен од мојата генерација што исклучиво се посветив на литературата за деца и млади, но кога спомнавте таа поделба на литература на детска и возрастна, никогаш не се согласив, па и денес не се согласувам, зашто литературата за деца и млади, за тинеџери е мощна, одговорна. Оние проблеми што ги обработувам во моите романи се и проблеми на родителите, на возрастните. Токму затоа посакав книгите што ги пишувам, ако допрат до возрастните, ако ги читаат нивните внуци, нивните деца, родителите и бабите и дедовците може би ќе проверат што чита нивното дете и сакав да им се допаднат книгите што им ги нудам. Ме прашавте за писате, па да речеме во кој ви беше идол? Во трето одделение, идоли, во трето одделение ја добив предпразнични вечери од Васил Куновски, поезијата негова, лириката ми се допаѓаше. Глигоро Поповски со Сказна за детето Вилен почнував, но кога дојде Видое Подгорец. И со сите нив потоа станавте пријатели. Да, станав пријатели. Видое Подгорец мислев дека го прераскажува моето детство преку неспокојно детство, преку Прости ми Канаринке, Шумскиот разбойник, и мислев дека го прераскажува моето детство, но имав среќа да се сретнам со него и тој ми ја објави првата книга Ми вети и го исполни ветувањето, ми ја објави првата книга Гороцвет, а во една пригода му реков дека кога бев во детските години, мислев дека тој го прераскажува моето детство и се интересирав какво е неговото колешино. Тој ми рече дека не е онака како што пишуваме во книгите, но јас кога отидов под Беласица заедно со него во колешино, тогаш сватив дека сепак е онака како што се пишува во книгите. Горијан, за вашата проза се вели дека е многу искрена, многу топла, многу доживеана и многу лирска. Всушност, во вашата проза како да има многу поезија, како да го има детството, да ги има сите тие слики, сите тие спомени понесени уште од вашата најрана младост. Моето прашање е поврзано со вашите романи. Марта, Исти очи и сите други што ги имате објавено. Вие сте еден од најпопуларните лектирни автори. Во еден период бевте застапени со неколку книги во лектирата за основно образование
И она што мене лично посебно ме радува, вие не сте само македонски автор. Вие бевте познат и во југословенските граници, а сега вашите романи се објавуваат повторно во странство. Ова е книгата Другата Марта, објавена во Бугарија. Вториот дел. Вториот дел. А овдека пак е првиот том, еден од томовите, бидејќи вашите романи ќе бидат објавени во избраните дела од 6 томови, по 3 романи, значи вкупно 18. Досега се објавени 3 томови. Да, во секој том по 3 романи има, ќе бидат вкупно 18. 18. Моето прашање, знам дека е ова тешко. Дали Марта, која што колку издани има? 27? Марта веќе не ги бројам, многу издане, не знам, навистина не. Која е таа книга која што ви е, многу е ова тешко, деликатно ова прашање, која е таа книга што ви е најдрага? Дали е, утре кој речат, еве јас ве прашувам, треба да изберете само една ваша книга. Која ќе биде таа книга? Тешко е навистина прашањето, честопати сум размислувал, затоа што писателот во секој свој роман остава по дел, некој дел од себе си, но еве, во првиот том се трите дела од споменка, спомените за споменка и сонот со споменка. Сега, кога почнував да пишувам, сакав да успеам да напишам барем еден роман, со кој ќе ме забележат. Така. Го напишав споменка. Но пак ќе го спомнам, писателот Глигор Поповски ме праша, ти рече, момче, што ќе пишуваш понатамо кога ќе го исцрпиш селото? Така. И малку се поколебав, се исплашив да не останам само со споменка и да речем, се замисливте сигурно. Да, Горјан ја напиша споменка, таа му е и сега тука се врти. Но кога ја напишав Марта, покажав дека можам да пишувам теми современи и од урбаната средина. Јас сум живеел до 14 години во родното село, потоа во градот. Апсолутно. И еве, по Марта сум препознатлив, но не мислам јас дека Марта ми е можеби најдобриот роман, но ако читателите мислат, добро, јас еве му давам приоритет на романот Снеговите на Климентина Евин. Так. И покрај тоа што некои ќе речат, ова и она, но Снеговите на Климентина Евин една ода за Охрид, една приказна со девојче кој станува на свој начин јунак и лик кој навистина ме понесе, но сите тие и Марта и Снеговите на Климентина Евин се пишувани по вистински случаи. Јас морам накратко да кажам дека во наш свет ја уредував 36 години влюбената страница. Имам зачувано околу 7-8 илјади писма. Сигурно многу писма, многу сега, контакти. Тогаш кога ги сватив проблемите на генерациите кои беа мои читатели на другите писатели, сватив дека нив ги интересираат поинакви теми и токму затоа ја поместив малку возраста, а тоа ми беше полн погодок, еве сите овие романи што се овде се пишувани по некои вистински настани од тие писма, што така е и со романот Марта и со Добро е ова што го кажавме вечерва, дека преку тие писма, преку тие контакти со читателите, всушност писателот, односно вие, доаѓавте и до тие актуелни современи теми. И вие не сте само роднокраен или рурален автор, вие сте и урбан писател. Иако со право многумина велат, и јас се согласувам со тоа, дека вие најсериозно го опфативте периодот на полнолетството. Значи, објавивте многу дела посветени на тинејџерите. Но моето следно прашање е за прозата за возрастни, за вашите романи за возрастни. Сакам гледачите да знаат дека вие сте автор и на романи за возрастни. И сигурно, еден писател, кој што е добар
за деца и млади, апсолутно се согласувам со вас дека е добар и за возрастните, бидејќи ако е книгата добра, не ја ќе ја читаат и најмладите, но ќе ја читаат и нивните родители. И обратно, има прекрасни книги за возрастни, кои што со задоволство ги читаат децата и младите. Проговорете малку за вашите романи за возрасти. Па јас почнав и со раскази, литература за возрастни. Да речеме, пред неколку години го објавив Духот на Михаела Косар. Тоа ми е роман за возрастни, кој морав да го напишам. Сега работам на еден роман кој носи наслов Годишните времиња од Вивалди. Јас имам толку многу идеи, а исто така долго го носам еден роман, се вика Сторенијата на Сидорица Бајачката. Тој е хумористичен роман. Јас мислам дека ќе смогнам време, ќе стигнам да ги напишам тие два-три романи. Кога го спомнавте Вивалди, вие имате еден прекрасен роман кој што е посветен на Симон Трпчевски. Иако таму е со друго име и презиме. Да, асоциација Симеон Георгиев е главниот машки лик. Да. Па добро, Симон Трпчевски, тоа е романот Сама. Да, Симон Трпчевски го следам од неговата 5-годишна возраст, тогаш свиреше со хармоника. Јас работев во македонската телевизија и направив еден прилог за Симон Трпчевски, кој е талент на хармоника. И сега или за среќа, веројатно, овде немаше одсек хармоника, па Симон мораше отиде на пијано и еве го освои светот. Со Симон сме многу блиски. Кога го пишував романот Сама, ми излезе лик на пијанист, јас не можев да го прескокнам Симон Трпчевски, таму ми е Симеон Георгиев, но така некојаш на шега ќе ми рече, ти можеш да напишеш роман за мене. Јас го напишав тој роман, а Симон не знаеше дека имам роман посветен на него, и откако излезе романот Сама, тој ми настапи на промоцијата и многу беше задоволен од романот, од начинот на кој сум го обработил, а сега за време на ковидот исто така бевме заедно со него во Кочани и тамо од 2007 година тогаш се појави романот, а пред една година фактички заедно настапивме, тој ми беше промотор на романот во Кочани и го прашав кај ќе беше овој ден ако не беше ковидот. Ќе бев, рече, во Нов Зеланд. Навистина е голема чест и голема привилегија што напишавте роман, каде што заслужено се разбира. Симон Трпчевски вие како прототип, како лик во романот. Јас знам дека имате голема почит кон него и дека всушност и заеднички имате настапувано на промоциите, но моето следно прашање ќе биде поврзано повторно со еден ваш ангажман како уредник. Вие бевте уредник на ревијата Стожер на Друштвото на писателите на Македонија. Ова не случајно го кажувам, за да знаат гледачите дека Горијан Петрески не се занимавал само со литературата за деца и млади. Напротив, Горијан Петрески се занимава и сега, и во минатото се занимавал, а верувам и во иднина ќе занимава, и со литературата за возрасти. Ајде малку проговорете за Друштвото на писателите на Македонија, за тој период кога ја подготвувавте ревијата Стожер. Затоа што тоа е многу сериозен ангажман. И вие оставивте бележити траги. Тој комплет од ревијата Стожер е не само документ, туку е и доказ за еден значаен период од развојот на македонската литература. Па сега ние сите сме врзани околу Друштвото на писателите на Македонија, тоа ни е тој простор кој кога уште од најмладата возраст, кога ги објавувавме првите книги, тежнеевме
да влеземе во друштвото на писателите. Јас бев навистина почестен и со нескриена радост и одговорност прифатив да го уредувам стожер, го уредував 6 години и за тоа време се соочив со многу вредности на нашите писатели и оние поназад и оние наши современици кои се обидував да ги внесувам во стожер, во таа ревија која, но да бидам искрен, многу одговорно и со еден не страв, но пак би рекол со една голема одговорност да не сгрешам некаде, да не направам превид, но се обидував да ги заставам сите автори, колку успевав во тоа. Еве, Јас историјата. одговорно ви кажувам дека тие броеви на ревијата Стожер се сериозни, се прекрасни и вашиот влог е голем и евидентен во тој период. Но, кога го спомнам веќе Друштвото на писателите на Македонија, со кои писатели контактиравте во овие изминати години? Пред малку спомнавме само неколку, нели ги спомнавме Васил Куновски, Видое Подгорец, Глигор Поповски, но знам дека контактиравте и со други писатели. Па еве, го запознавте ли Ванчо Николески, можеби, или го спомнавте Киро Донев, Стојан Тарапуза, вашиве современици. Кои беа тие писатели со кои најчесто другарувавте, настапувавте? Неколку имиња само спомнете. Па добро, Ванчо Николески се разбира, ние го запознав и Ванчо Николески, сега ако ги редам сите, ние со Киро Донев години сме заедно. Киро Донев е со хуморот, навистина е го допира сечие детство. Да. Тоа беа писал, потоа во телевизијата имав навистина контакти со, во телевизијата ме внесе Јордан Добрески, покојниот за жал Јордан Добрески, кој рано си замина, потоа со Велко Неделковски соработувавме. И да речем во Оливера Николова тамо. Голем е број, за ги наредам сите, сигурно ќе прескокнам некој. Добро, ама сепак, еве, наброивме неколку. Па добро, наброивме, да, па сега со да речем со Раде Сидјан, со Велес Милевски сме прекрасно соработувавме додека бев во Друштвото на писателите Стожер, кој го уредував. Еве сега исто така сме, мислам дека еве вие сте актуелен председател на Друштвото на писателите на Македонија, па еве и со вас прекрасно соработуваме. Да, драго ми е што е така и што го продолжуваме тој писателски пат. Па еве јас би го спомнал, мене ми е прекрасен пријател Васил Тоциновски, ние се дружиме со него, Милован Стефановски, кој да не е. Јас не знам, сигурно некој ќе прескокнам, нема да ги набројам, но јас имам голем број. Па не знаме па со сите јас ги почитувам сите и сега, што да речам, не би можел да речам да се определам за еден, а нека ми простат тие што не ги. Јас ќе се трудам во оваа емисија да бидат застапени, да бидат вклучени сите современи, актуелни писатели, бидејќи тие тоа го заслужуваат со своето творештво. И сега, сакам да ве прашам, вие живеете тука, во близина на ова наше студио, во ова населба Газибаба или Железара. Да. Но, исто така, поминувате дел од времето и во Соње. Па ајде малку... Во Сопиште, да. Се извинам, Сопиште. Во Сопиште, да. Ајде малку за Газибаба и за Сопиште. Па еве јас овде водам една манифестација, се вика Есен во Газибаба. Наскоро ќе биде по 9-ти пат ќе се одржи. Врзана ми е со општина Газибаба како главен покровител, со основното училиште Григор Прличев, каде што ми учеа 3 деца, и со шумата Газибаба има едно место, можно место, каде што Блаже Конески ја напишал песната Скопје, и јас секогаш
одржувам и час таму со децата, со оние наградени творци, преку манифестацијата Есен во Газибаба, конкурсот е есеј во есен. Јас сум навистина приврзан за оваа населба, а шумата секој ден ја изодувам по 10-11 километри со мои пријатели. Ете, овде еден Илија Ташев, каратист, мајстор, во карате со него сме секојдневно во шумата, од 10-11 А во Сопиште? А во Сопиште ми е исто така еден имам нова оаза. престој, да. Сопиште па нешто друго ми е кога сакам да пишувам, ќе се повлечам тамо и навистина ми е Сопиште, сум исто така приврзан. А овде во оваа населба ме почестија со канцеларија во урбаната заедница. Имам канцеларија и во зимскиот период секојдневно од 8,5 часот излегувам како да сум редовно вработен. Токму поради таа манифестација Есен во Газибаба, која морам да кажам дека е навистина една прекрасна, раздвижува, овде ги раздвижува децата од Газибаба, од 11 училишта во Газибаба и добивам на тој конкурс есеј во есен неверојатно убави есеи. Горијан Петревски е активен не само со оваа манифестација Есен во Газибаба, активен е и во летниот период во Охрид и Струга, но активен е и на Фејсбук. Вие на Фејсбук многу педантно секоја седмица објавувате текстови, имате голем број следбеници и најверојатно тие текстови еден ден ќе се најдат во книга. Таа ја најавив, мора да се најдат затоа што најавена ми е. Да. Па како еден, да речем условно, писател кој што има многу други обврски, наоѓа време и за Фејсбук. Колку Фејсбукот денеска е плюс или минус во нашата писателска творечка работа? Па јас најдов една форма која на моите пријатели им се допаѓа. Ми коментираат, имам еден дослух со нив, имам еден повратен репер, колку ме читаат, како размислуваат и безпрекорно се разбирам со сите мои следбеници, најавив една книга, заедничка Фејсбук мемуари и коментари, така ќе се вика книгата, која мислам дека ќе ги допре. И моите објави се разбира, тоа ќе биде еден строг избор со оние најкоментирани, најубави објави, но и нивните коментари кои се, јас морам да ја кажам, некои ме одушевуваат и се разбира, чувствувам една обврска кон сите тие пријатели, јас ги почитувам, постојано сум во дослуг и наоѓам време на секој коментар да им одговорам. Па најпосле јас го претворив тоа во творештво, па и тоа е творештво, ете книга ми произлезе. Но морам да кажам дека, еве исто така, 9 години водам еден книжевен камп за деца и млади, за креативно пишување, се вика Да бидам, во детското одморалиште Радости во Охрид, а покровител е Сојузот за грижи воспитување на децата на Македонија, тамо сум председател на одбор за детско творештво. Постојано ја сумете во едно движење врзан со младите, со читателите и прекрасно се разбира. Почитувани гледачи, ова на крајов што го проговоривме е уште еден факт, уште еден доказ, уште еден показ дека Горијан Петревски е во чекор, во дослуг со времето, се обидува и успева во тоа да биде актуелен и современ, но она што е најбитно, како пред малку и самиот што рече, е активен. Ако говориме за таа активност, јас ќе направам само една мала споредба. Ако за Игор Џамбазов се вели дека ги знае сите места во Македонија и дека во голем број од нив престојувал, јас одговорно ќе кажам дека нема место во Македонија каде што Горијан Петревски не бил, нема училиште каде што учениците не посакале и не оствариле средба
со него како писател и лично сум бил сведок кога стоеле во редица и чекале да добијат подпис, автограм од писателот, од Горјан Петревски, да им каже некој збор или да ги потчукне по рамото, да ги охрабри. Навистина сте омилен автор во Македонија и ви оддавам признание што никогаш не се штедите себе си, затоа што мислам дека писателите треба што почесто да бидат кај своите читатели, посебно кај учениците, кај децата, кај најмладите, бидејќи љубовта кон книгата, кон читањето и кон пишувањето се создава токму во најраното детство. И средбите со писателите што ние сме ги имале во детството, вечно ќе ги помниме, кога во нашето училиште бил Ванчо Николевски или Видое Подгорец или Васил Куновски и сега Горјан Петревски или друг некој современ актуелен писател. Како стигнувате, како успевате да ја прокрстарите нашава убава и мила, драга Македонија? Па тоа е мој избор во животот и навистина се обидувам да стигнам на секаде и велат дека успевам. Литературата за деца бара целосно посветен автор, а таму каде што те бараат, треба да најдеш начин да стигнеш, затоа што сакаат да те видат. Јас успевам, барем еве до сега, на секаде да стигнам и навистина нема училиште во Македонија во кој не сум легол некогаш како новинар со телевизијата, потоа со Наш свет, а сега со исто така литературни средби по сите училишта и градови во Македонија. Јас сакам да ги видам читателите и морам да го кажам, тоа не сум јас дотолку разочаран во овие генерации, гледам дека многу ги напаѓаат само со таблетите, па со телефоните. Не, тие што читаат. Но има, јас сум одушевен, имам прекрасни млади тинеџери, деца, сретнувам кои навистина умеат да читаат, но овие генерации умеат и да разговараат. Од многу мина, јас сум одушевен и се обидувам точно еве на Фејсбук да ги пофалам, да ги одделам, да направам од нив ликови кои сигурен сум, верувам дека ќе успеат еве во прв ред во литературата. Блиц прашање, бидејќи при крајот сме на емисијата. Зар помина толку брзо време? Брзо времето лета. Многу работи не кажавме. Не кажавме, ама еве, јас мислам дека и кажавме. Добро. Која е таа книга што Горјан Петревски ќе ја објави наскоро? Нешто пишува, туку што веќе му е напишана, што ќе биде публикувана. Но, истовремено прашувам, што сега Горјан Петревски пишува? Па може би наскоро најбрго би требало да биде објавата на книгата Годишните времиња од Вивалди. Тоа е роман за возрастни, но јас сум многу строг кон она што ќе го напишам, потоа се обидувам да се изанализирам себе си. Од многу нешта не сум задоволен, па менувам, дотерувам и се разбира литературата е мощно одговорна, а јас одговорно и пристапувам, сакајќи читателите и понатамо да ме почитуваат, да ме сакаат, онолку колку што јас ги почитувам и ги сакам. Бидете спокојни, ве сакаат и кога им кажав дека вечерва ќе бидете наш гостин, веднаш ми се јавува и ми честита за изборот, а сега еден ваш автограм. Овде Горјан Петревски се потпише и денешниот датум, а овде е на ваша порака, бидејќи нашата емисија се вика во потрага по вистинскиот збор. Па сакам да ве прашам, кој е тој вистински збор, односно кои се тие вистински зборови, што ќе ни напишете овде како порака? Па ние вистинските зборови се обидовме вечерва да ги искажеме. Тоа е зборот барем меѓу нас писателите. Не, ама има многу зборови. Еве имате така? Што е тоа љубов. А што е љубов? Љубов, очи, споменка, Марта. Кој е тој највистинскиот збор? Слобода, мир, живот, човек.
Има многу. Јас се одушевувам од искреноста кога ќе се сретнам со читателите и тој збор искреност, кога искрено ќе ми пристап. Да речеме, имав на една последната средба во Прилеп беше едно молчеливо девојче. Добро. На крајот не прашуваше, само молчеше цело време и дојде и ме замоли, вели, дали може да ве гучнам? Може. Се прегрнавме и замина девојчето. Да. И се ми кажа со ова. Да. Без зборови, без... Значи, некогаш и без зборови. Сигурно. Може да се искачувате. Горјан, напишете тука. Додека вие пишувате, јас ќе проговорам уште малку за вас. Добро. Горјан Петрески е навистина најпопуларниот, најпознатиот, ама јас ќе кажам пред сите гледачи и најдобриот. Фломастерот нешто тешко пишува. Да. Сменете го со другиот. Па баш оригинално, половина со црвено ќе дојде. Продолжете. Велам најдобриот. Знаете зошто го кажувам најдобриот? Затоа што денеска луѓето како да заборавија да го спомнуваат зборот добар. Ако ги прашате дали го читавте тој роман, викат да, а каков е? Не е лош. Значи не велат добар, туку викат не е лош. Дали го гледавте тој филм? Исто така не велат добар, туку викат не е лош. Па ајде да кажеме дека е нешто добро. Најдобар писател, најдобар роман, најдобра книга. А овдека вашата порака. Јас имам една многу една тетрадка, ми е насловот ми е зборот е мудрост. Добро. И тоа ќе го. Напишете го тоа. Многу одамна уште во тинеџерски. Додека вие тоа го пишувате, јас овде ќе покажам. Ова е, извинете вака што буричкам во вашите лични работи, ова е една тетрадка во која што има исечоци од ваши творби, од ваши интервјуа. Вие многу педантно ги чувате сите нив, бидејќи всушност се тие трајни и незаборавни спомени. И уште нешто само да кажам. Вие денеска овде нас ни донесовте еден мал дел од вашите изданија. Да, еден дел тие што ги имав дома, мене ми се на 2-3 места. Так. И во Сопиште, и овде, и в канцеларија имам, и во Бренога. Да. Голем дел од книгите ми се во Бренога. Ви благодарам за вечерашнава средба, за вечерашниот разговор. Еве со поздрав, со рака. Ми беше пријатно. Ви благодарам и ви честитам пријатно, јас исто на се така. досега што